Штрајкот започна вчера, трае во текот на целото работно време, значи од 8:30 до 16:30, со тоа што вчера и денес начинот на штрајкување е со неработење и седење во холовите во судовите и 1 час излегуваме сите пред својот суд, значи од 10 до 11 часот. Истото ние тука го направивме, немаме некои големи ходници, меѓутоа се снајдовме да го поддржиме штрајкот. Утре одиме сите судови на протестен марш, кој што ќе започне од собранието, потоа мислам Министерство за правда, па пред владата. Има повеќе барања кои што на судската администрација не беа исполнети. Едно од најважните според мене, и тоа ќе го спомнам, е системот на оценување во Законот за судска служба, кој што е изменет од пред известно време, кој што предвидува всушност на секое оценување последните 10%, мислам, не ме земајте за збор, последните, значи со најниска оцена од вработените да бидат задолжително казнети. Тоа значи дека може да има тие последни 3,25 оцена, која што влегува во оцена описно, која што се кажува се истакнува, а сепак да бидат казнети. Смислата на овој начин на казнување, јас не ја гледам во ништо, освен буџетот да тие пари ги украде од неправедно казнетите судски службеници кои што си ја вршат совесно својата работа. Така да тоа е главното барање, тоа би го споменала само. Покрај тоа, што друго и пречи на судската администрација? Има многу работи, едно од другите барања, да се покачи платата, работното време да се врати од 7,5 до 3,5, системот на кариера да почне да функционира, кој што во законот е многу убаво предвиден, меѓутоа не функционира. Еве нашиот суд, например, бараше да се одобрат средства за внатрешно напредување, односно да се спроведе интерен оглас. За жал, после 5 или 6 писма кои што ги доставивме до судскиот совет, кој потоа до Министерството за финансии бара пари за тоа унапредување. За жал добивме одговор дека има забрана за вертикални унапредувања. Само да напоменам дека во истиот период во Висшиот управен суд случајно видовме на веб страна дека е распишан интерен оглас. Тоа значи дека на Висшиот управен суд судскиот совет преку Министерството за финансии му одобрило средства за да биде унапреден, одреден, вработен. Така да тоа е големо прашање зошто еден суд може да добие пари од буџетот, а другиот суд не добива за истата работа, така да има уште многу други работи кои што ни недостасуваат. Ке продолжиме и понатака след додека не ни се удоволат нашите барања. Доколку нема одговори денеска, што би им порачали? Па не знам што би им порачала, затоа што јас искрено се надевам дека ќе има промени, затоа што сметам дека оваа држава се уште има разум.